Новинарите во Македонија работат во небезбедни услови, затоа што и во минатата година тие беа тепани, киднапирани, добиваа смртни закани, се прогласуваа за предавници и имаше повици за јавен линч како и се навредува, а институциите не успеа да казнат ниту еден од насилниците. Новинарите се напаѓаат затоа што насилниците и нивните ментори сакаат да ги заплашат и замолчат, со цел јавноста да не дознае за нивните злоупотреби. Ова е главниот заклучок што произлезе од годинашниот извештај на Сдруженијето на новинарите на Македонија во врска со слободата на говорот и безбедноста на новинарите во 2017 година. Минатата година регистриравме вкупно 18 нови напади на новинари, од кои 13 физички и вербални напади, а останатите се навреди, попречување во работа и уништување на имотот на новинарите. Најбрутален физички напад на новинари лани беше извршен на 27 април, кога приврзаници на ВМРО ДПМН насилно влегоа во собрание со цел да спречат формирање на нова влада. Овие насилници физички ги нападнаа новинарите и снимателите и ги спречија да известуваат од собранието, при тоа им ги одзема и им ги оштетија камерите и мобилните телефони. Освен тоа, некои од нив, под закана и на оружје, беа со часови држани како заложници, а при тоа полицијата не им пружи никаква заштита. За овој случај јавното обвинителство оформил предмет, утврден е идентитетот на сторителите, но за жал тие се уште не се изведени пред лицето на правдата. За разлика од претходните години, има известно подобрување во постапувањето на полицијата во врска со нападите на новинари. Сега таа брзо ги идентификува нападјачите и покренува кривични или прекршочни пријави, меѓутоа предметите заглавуваат во обвинителство и ниеден од насилниците не е изведен пред лицето на правдата.